Колку можеме ние во средно училиште, кога ќе ти дојде дете на 15 години, веќе финален производ да реагираме како школа, како установа? Ако поминал 8 години основно и доваѓа веќе во средно, колку можеме ние тука да помогнеме? Во разговор со родители може би? Видете, со разговор со родителите би можеле. Меѓутоа, имаме случај кога доаѓаат родителите и вика, што да правам? Јас не можам да се справам со моето дете. Го искржи во ќутек и пак не слуша. Да. Кога му ја звизна татко ведна... Татко примени и сила. Верувајте, ако продолжи вака, татко му вика, можеш слободно да си одиш кај сакаш. Веќе немам намера да доаѓам да ве оправдувам. Еве, во праксата се случува да дојдат родители и да кажат, ве молам повеќе, немојте да ме викате. Немојте да ме викате, јас немам намера да доаѓам. Тој не сака да учи. Не сака да учи, едноставно и тоа е. Да, е агресивно не се тој е агресивен. И дома е агресивен, не само во училиште. Замислете како нема да биде едно дете агресивно. Останува до раните утрински часови на компјутер. Сабајле треба да стане и да дојде во училиште. Што се случува? Пред самото станување доаѓа до конфликтна ситуација со родителот. Не може да го разбуди. Доаѓа во училиште доцни. И веќе раздразни. Доцни. Так. Спие на часовите. И ако го разбудиш, што лути? Вербална навреда кон со учениците, бидејќи ќе го прозиваат, спие. Со наставникот исто. Но во секој случај нема виновно дете, барем до 18 години, виновни сме ние условите. Господин Змеја, спомнавте преска дека едно од најстрашните скранавања е родоскранение, инцест. Зошто тогаш казните за педофилијата и за инцестот е толку мала? Таму читав од 2 до 10 години, до 14 години. Тоа беше до како може тоа? Неколку години, додека не проговоривме јавно за тој табу, таа скриена тајна која многу често се случувала во минатото и сега се случува, само сега повеќе и појавно се говори за тоа. Казните се од 8 нагоре за родоскрнавање, иако ние, ако дефинираме за педофилијата, се сме заговорници како детска амбасада да биде повисока казната од едноставна причина со што се уште немаме уверување дека може да се работи на сигурна рехабилитација со педофилите додека излежуваат казната затвор. Нели реверзибилна? Еднаш најчесто педофилите го повторуваат делото, дека тие не може да го контролираат либидото и нагонот, дека нема сигурен систем за надзор, следење. Дури кастрација. Па да, има две форми. Значи хемиска, односно медикаментна терапија и физичка кастрација, дури во Чешка физичката кастрација ја заменуваат за доживотен затвор. И ние од тој аспект понудивме повисоки казни, дури доживотен затвор, затоа што едноставно немаме сигурност. Еве, има неколку случаеви каде што се повторуваат делата по излегување од институцијата затвор. Дури сме заговорници и да има дозвола родителите на досега осудени педофили, архив каде што родителите ќе знаат точно кој живее во нивната околина, за да jednostavno си ги превенираат и заштита своите деца. Она што недостасува, клучно е, водич за родители, наставници, деца, како да се превенираат, како да се заштитат, како да се едноставно работи со тие деца за да знаат да избегнуваат ризични ситуации. Проблемот што не може да ги препознаеме. Како може да препознаеш педофил? Дефинитивно е тоа проблем што не може да се препознаат и тешко се препознава. Дури тие се инфилтрираат таму каде што имаат деца и работат со деца. Не би го дефинирал профилот на педофилот, јас само би дефинирал дека тој секогаш се обидува да ја добие наклонеста на децата и дека секогаш се заканува за тоа што им се случило да молчат и да биде закопана тајна и дека не секогаш вториот родител, ако станува збор за родоскрнавање од вујко, чичко, татко или така натаму, има разбирање низ какви травми поминува детето и да се стави во функција заштита на сопственото дете. Најчесто се случува дури и да го обвинуваат детето дека тој е причинител. А ние сме имале случај во судската пракса на главен претрес, на инсистирање на одбраната. Адвокатот кој го брани сторителот за орален секс на татко со ќерка, да судијата дозволи на главниот претрес со очување на детето жртва со виктимизација, тоа сакам да ја прашам. Колку пати таа жртва преживува? Знаете како тоа дете ја менува изјавата, и среќа што наставничката која била присутна на првичната изјава стои врз првата изјава, а тој центар во еден град од Западна Македонија, наместо да го згрижи детето во згрижувачко семејство,
Иако ние сме заговорници на прифатилиште, зашто првите 72 часа се многу битни за Кризни. рехабилитација, го враќа детето во семејството и мајката и чичкото вршат дополнителен притисок, единствениот хранател на семејството да не биде осуден и обвинет. Страшно. Еве спомнавме виктимизација. Постои ли начин да ги заштитиме тие деца? Значи еднаш доживуваат траума, па потоа ги носат на гинеколошки прегледи сегде, па адвокати, па судија. Како тоа да се регулира? Па светот го упознава тоа и за среќа ние на 24-ти отворивме она соба за обсервација кај нас што е. Зошто? Заради тоа што при овој вид на кривични дела, значи детето иде или кој тој што го пријавува оди најчесто во полиција, тука се зима изјава, па продолжуваат тие претраги сите, доаѓа во центарот, обвинителство, судска медицина, премногу разговори, премногу потсеќање на настанот кој е дефинитивно травматичен и дефинитивно го носи доживотно детето. За 24-ти минатиот месец ние отворивме ова што велам сала за обсервација, пак помогнати од УНИЦЕФ, која е опремена со најмодерни технички помагала, со скрино гледало, каде што сакаме и сметаме дека е најнеопходно да оној интервју, оној разговор, првиот, да биде единствен. Да сето да снимено на CD или на друг начин, да се скрати целата работа, да тој биде доволен доказ. За жал не е во моменталната правосудна пракса кај нас, меѓутоа ќе се обидеме на секој начин да тоа дете не го дополнително виктимизираме. Каде имаме проблеми? Имаме проблеми со медиумите, многу често. Имаме проблеми со правосудните органи, каде што се обидуваме на еден специфичен и многу систематичен начин да се работи со овие деца. Очигледно е дека обуката за овие кадри е многу скапа, но е неопходно да се работи со дете кое е жртва од сексуално злоставување многу тешко. Меѓутоа изваредно благородно во секој случај. Еве ги спомнувам неколку пати медиумите. Аз бев лично лута многу на квизот кога излезе педофил пред целата македонска јавност по детектор на лаги, по рефлектори и изјави онака вистина љубецот во име на вистината дека имал секс со малолетнички. Аплаузот заврши, рефлекторите се згасија, педофилот се замена дома. Роман Полански после 30 години го експедитира американците да му судат за неговата педофилија тогаш, за која што жртва за веќе заборавила. Законот кај нас тука може да реагира или излегува некој кажува јас сум педофил. Значи секс со малолетници е кривично дело и било кривично дело од секогаш. Како што рече господин Змијанец, во последно време се бидејќи општествената опасност од злоупотреба на малолетници и на малолетници под 14 години се почесто се јавува и опасноста се зголемува. Од тие причини и запретената казна е подигната на повисоко ниво, односно запретени се подолгогодишни казни. Има закон за малолетничка правда, за да не се виктимизира детето повеќе пати во текот на судската постапка, но секогаш се поставува прашањето дека и најголемиот крвник има право на уредна одбрана и најголемиот крвник има право да биде невин до осудата. Тоа е темелно уставно право. Значи, не дека било кој има разбирање за педофилите и слично. Само малку, значи што имаме забелешка во правосудниот систем? Мерката притвор мора да биде валидна се додека осумничениот не се докаже дека е виновен. Никако не сме да биде на слобода, затоа што постои опасност да делува и на промена на изјавата на жртвата, а и да го повтори делото. Имаме случаи каде што немаме брзо ефикасно судство, мерката притвор не трае повеќе неколку пати може да се донесе од 30 дена и нас ни се јавуваат дојави дека тој кој е обвинет дека девојчето се обидел да го силува во продавницата е сосед, го гледа на слобода како се шета затоа што се уште не е донесена конечна одлука. Можете да замислите детето жртва како се чувствува кога обвинетиот, односно осумничениот се шета на слобода. Значи мерката притвор би требало да биде се до оној момент додека не се донесе конечно дали е виновен или не е виновен. Значи не може да се генерализира
никогаш, не може да се генерализира. Многу пати се покажало дека се лажни дојавите, најмалку кај малолетници, тука не сакам ни да спорам. Колку што е помала возраст, така, уште помалку се лагите дека е повистините веродостојно. Значи, со тоа се согласуваме, но центарот има можност при душе тоа станува збор за семејно наследство да ги отстрани насилниците од близината, јавување, приближување, дури има право да поведе постапка и странката може да поведе постапка, меѓутоа кога станува збор за малолетници, нели очекуваме центарот да застане на страна на малолетникот, да побара дури и собственикот на станот, ако е роднина или член на семејната заедница, да се исели. Проблем е кога станува збор сосед или некој од поблиската околина. Точно е тоа дека е травматично за жртвата да го види насилникот, односно злоставувачот, силувачот во своја близина. Но Уставот гарантира право на одбрана на секој. Доколку судот определи дека тоа и тоа лице завршуваат условите за притвор, за мерката притвор, тоа ќе биде пуштено на слобода. Ако има опасност, судот може да му забрани приближување. Значи, не е дека притворот мора да седи во притвор и само таа мерка, има и други мерки. Треба да се размисли и да се види која мерка е најпогодна. Доколку станува збор за соседи или во иста населба, во таква ситуација, значи треба да се забрани на лицето да се приближува во таа улица, во тој округ и така натаму и така натаму. Значи, секогаш има решенија, не дека е притворот исклучивото решение. Кога станува збор за деца, вообичаено нема лаги, веќе лагите почнуваат над 16, 17, 18 години или веќе возрастни полнолетни, но за овие под 16 години, за овакви работи до сега не се ни случило, верувам, да има лага, но не можеме анблок да го прогласиме било кој завинувен и да му забраниме да продолжи да живее. Ја говорев не само за притворот мерка како сигурност, него и за брзина на судската постапка во донесување на вакви кривични дела. Значи, дали можат судовите да бидат побрзи, пооперативни, едноставно да се докаже вината, за да нема можност сторителот кој е осомничен, а не се докажало уште, побрзо да се донесе таа конечна правосудна. Ја би сакал само да вратам темата на медиумите што го спомнавте. Ја тоа сега медиумскиот датак колку е. Скоро прочитав во Оксфордовиот прирачник за 2010 година криминологија, и брзишла статистика колку запаќа темната бројка, односно криминалитетот во дневните вестници. И различни се бројките, отприлика 20%, значи темната бројка, нарочито различни се процентите. Јас се прашувам кај нас колку е, не е извршено. Меѓутоа, навистина не можам да сватам да ударните вести во некои медиуми, па дури и во новини бидат од овој тип. Дури не може да сватам и една бројка која проверив лично, пред неколку години, веројатно се сеќавате, дека една невладина организација, не би сакал да го спомнам во овој момент, името вели секоја втора жена е жртва на семејно наследство во Македонија. Ако во Македонија 51% се мажи, 49% жени, отприлика извади бројката. Колишки една од нас е жртва. Да, 700 испаѓа дека над 730.000 жени имаме. Тоа значи половина, значи негде околу 380. Тоа се статистички абсурди. Да, тоа е страшно. Тоа дека насилството е присутно во експанзија, факт. Статистики кога веќе говориме за децата, дека секој седмо момче, секој четврто девојче е жртва на сексуална злоупотреба, значи тоа се некои статистики кои се на светско ниво, не значи дека во Македонија се случува.